Епизода 2. Од каде ли да почнам ја? Почни од почеток, хеј. Здраво! Не знам веќе по кој пат ја преснимам епизодава. Ја гледаш денеска понеделник, 15 септември. На 15 септември се шишав денеска, се бричев, викам ајде да не личам као избеглица на видеова и викам ајде да ја правам од почеток. Значи, втора епизода. Прва епизода беше што е лого, општо зборење, што е лого, а сега втора епизода е веќе работа на тоа што, нели, од кај да почнам. Ја го почнам видеово 5 пати, прошла епизода све што направивме. Ако не си гледал трк, гледај ја прво таа, за да сфатиш што работиме. И пред се фала на Нео, што е на Discord. Ако не си, линкот доле имаш како да се приклучиш одма, сега е без пари. Нели, лайк, шер, subscribe, све тоа што треба да направи. Ако сакаш, донирај некој кешановиш за баткоти, ако не да си жив и здрав. Или жива здрава, тоа е тоа. Сумираме. Тоа, што сакаше клиентот? Привлечен, свеж дизајн што промовира здрава храна. Океј, 3 збора: свежо, природно, енергично. Тип на лого, микс, символ, типографија. Клиентот ќе добие едно лого. Да не биде сега после, нели, за презентација, кога ги правиме, да биде досадно и долго видеото, ќе направиме со процесот на правење на едно лого. Само. Ја допред некое време, као по 3 логоа испраќав кај секој клиент што имаше барање за мене. Многу често се случуваше да секогаш бара клиентот комбинација од првото и едно, значи од две да направиш едно, што е окей, не знам. Окей, ама знаеш, да му ева мајката, малце ме нервира тој дел од работата. Неколку пати пробав да пратам само едно лого кај клиент. Значи веќе кога веќе имаме воспоставено некоја врска меѓу нас, ти реков ми рече, од 9 логоа со по еден предлог, 9 немале ни една корекција. Кога сум правил со повеќе, со 3, значи со 2, со 3, увек некои корекции, увек некои мисли, ама и сега, знаеш, зависи од клиентот и зависи од тебе, ти што ќе кажеш. Логото ќе биде детално разработено, боја, големина, мокапи, експликации и чудо врагови. Се што треба тоа и ќе биде ставено во третата епизода од ова прво предавање, што е лого, мислам лого дизајн, која што ќе биде презентација на логото, како се спрема презентација за пред клиентот. Дали било тоа презентација која што ќе ја презентираш ти во живо како дизајнер, или ќе биде презентација што ќе му ја пратиш на мейл, па сам ќе треба да свати што е кај. Правиме една презентација. Еве го мудбордот, значи мудбордот ќе ми стои мене, секаде ќе го гледам од време на време да видам што е како е, за чисто да, нели, да се потсетам на која страна сум модел и потсетник за секој слайд. Ова е нешто као побитно. На секој слайд имам ставено една реченица горе да не забегувам, да не пливам во самиот процес и да не се изгубам во самиот процес. И сега треба да почнеме скицирање. За да не се заебаваш и да не се укочуваш како дизајнер пред се, кога скицираш, кога правиш вакви работи, значи за почеток, пред да почнеш сериозно да работиш на некое лого, не значи дека ова е must have процес на работа. Мислам, ја не го користам толку често, ама е убаво да се користи. Значи ја претежно скицирањето го правам у глава и после тоа истите ствари само ги префродам на лист, на лист на артборд, за да го направам логото и побрзо и подобро. Ќе почнеме од почеток со Нухас ми е мене новата Хелветика моментално, значи малце си ја силувам. Зелена боја, зелена боја, ќе го земам мудбордот тука, ќе си ги зашлјакам боите, еве вака. Гледаш тастатурата што кликам, како кликам, гледа да посветиш повеќе време да ги изучиш и шорткатите, за да ти биде и побрзо и полесно кога работиш вака. Значи, еве ги боите. Сега, секогаш може да се нашминка боја, да се направи кој што треба. Еве да пробаме да ја ставиме тука и сега ја ги уедначувам и ова што го правиме малце погрешно, зашто работам во цмик параметрија, тука целиот файл ми е RGB, ама дека е за на монитор највише пред се сега за сега. И ако го правам фајлот од цмик на секој монитор ќе изгледа различно, ќе изгледа грдо, сум го пробал многу пати и не личи на ништо. Затоа ги правам боите од цмик, зашто и мене ми е полесно во цмик да работам него во RGB. Така, едноставно, јас сум поише навикнат од цмик. Правилно кога работиш дома, лого дизајн, го правиш секогаш во цмик, затоа што увек има, значи, не увек, 11 од 10 пати, било кое лого во една инстанца во животот ќе се штампа. Значи, најболje направи го од цмик, а ова ќе се штампа, значи ќе биде на пакување, на све, значи мора да се работи од цмик.
Зеленава не ми се свиѓа малце, сакам да биде малку посветла, па сега ќе поиграме, значи 80, 0, 110. И гледај заокружувај ги бројките вака, мислам, знам дека звучи како цепидлачење, ама како да ти кажам, тоа е дел од хигиената у дизајн. Оваа светла, како ќе му дое, тиркизна, вајда, немам појма, чекај, тиркиз ли е таа? Дори не знам да напишам, пичку мат. Па добро, толку тиркиз на мене не ми треба, повеќе сакам да идам на кај зеленкаста, некоја светла зелена боја, кажеме 45 со 45. Овие значи ќе ми дојдат мене тука сега као примарни бои, кои што ќе ги користам, кои што ги имам замислено се у глава и ти го кажувам процесов дур работам. Од овие три бои ќе одберам една која што ќе биде примарна, а од другите две бои, значи од овие две портокалови кои што ќе бидат тука 50, 90 и ова ќе биде 20, 85, 100, не 10, него 100 и 0. Значи не ќе му оваа црна да има. Од овие три бои ќе направам едната примарна, а од овие две бои ќе направам втората примарна боја. А отпосле ќе вадиме секундарни бои што би се користеле отом потом од типот на напакувања или не знам, акцент бои, тие ќе ги вадиме после кога ќе правиме презентацијата. Моментално сакам да работам со овие бои и да експериментирам. Значи ги имам трите зелени, зеленкасти и две портокалови од кои што едната иде на кај црвена, ако се сеќаваш клиентот рече црвена не сака. Така, ама не е битно сега само тестираме и работиме. Значи имаме Green Byte, одма пробуваме вака. Ова што викам CTRL-Z нема, значи едноставно се што ќе ти дојде у глава се направи у моментов, моли се дека ќе биде добро. Green Byte, Fresh Energy every time, anytime поточно. Даш, и најбитно од се, во овој процес од работата нема правила, не постојат правила. Овдека се работи све што ќе ти дојде у глава. Еве се тоа што го гледам од Г-то и од Б-то, че ја можам да направам буква Г, така, вака да дојде некако, и после од истата да направам и буква Б, нешто. Се ако пробам вака, окей, вака веќе добивам плюс нешто, и да, знам, правилото е работи црно на бело и бело на црно, ама у моментов правиме скетчес и ова го правам нели на сите да им биде појасно. Иначе, ја кога би работел сам, без публика, ќе работам црно на бело и бело на црно. И ќе почнам уште одма да правам решенија од типот на, нели, затвори и отвори, Pathfinder едно друго, ама сега ова е некој почетнички процес да го кажам. Значи не сакам да биде фално да прелетуваш ти преку чекори, туку полека како се стига до негде, чекор по чекор. Касов колку и да го сакам е окей, ама затоа што правиме муаве за човек кој што видел некои ствари, ама ги видел Србија, мислам дека Реколета како фонд мислам дека е моментално нешто што е најблиску до тоа што клиентот би сакал да го види. И тоа буквално со овие бои. Не знам, еве, сега ми доаѓа луда идеја и буквата, овие за облување ќе ги земам, ќе ги ставам од страна. Ова ќе избришеме. Значи полека вака надоле ќе идеме сега од прилика малце да искочиме, CTRL-J за да ги споиме, вака нешто да дојде како морков. И ако на морковот му ги ставиме овие морковастиве чуда, па ги префрлиме и од другата страна само малце изротирани, а ито го направиме во лист форма, овој фазон. И за тие што ќе почнат да падавичарат, ова не е крадење. Не, стварно не, ова уопште не спаѓа у домен крадење. Ова не ми треба, зашто го направив рачно. Мене ми е што знам. Мене ми е онака. Нема CTRL-Z, ама нема ни потреба да се иде понатака со истото, зашто гледаш дека паѓа. На овој Green Byte, значи, кој ни рече дека не може да ставиме тука ние едно смајли. Ова можеме да правиме укриви да не се заебаваме. Значи, еве една насмевка убава вака, секси директно од фонтот. И истата насмевка ќе ја користиме како линија невидлива, која што ќе ни покаже, уствари ќе ни е показател каде треба да стои слоганот од прилика. Сега, болт не е баш болт. Еве да почнеме од тука.
Мене ова ми е фаворит и сега ако одиме на сумирање на скиците, имам една скица што ми е спремна, овие не сакам да ги гледам, од ова може да се извади нешто добро, ама тоа ќе потрае, така да може би во некоја друга епизода ќе работиме на тие вишок логоа кои што биле, нели, втора опција, ама не сме ги изработиле никад. Вака некако го подсредив, ама споредбено со овој дел тука, како и да го напишам, и вака во круг да му напишам Green Byte, Fresh Energy, нема да ми се свија, знам, ако не ми веруваш пробај дома, еве ти го ова, погледни го како е направено, и исто нацртај го па направи од него. Мене ми е шеска и В буквата на кирилица ако ги гледаме, Г-то не го гледам. Тоа ми е проблемот, ми се свија како идеја, како концепт, зашто може да се сврти и да биде вет, и да бидеме после, значи може да направиме што ни душа сака од него, ама еве, сега за сега не ми држи вода никако. Значи, фаворит за доработка. Имаме тука. Втора опција не бираме сега, затоа што скративме на едно лого, да не бидат и подолги видеата. И од деталната, значи од фаворитот за разработка, copy, paste, детална разработка на логото. И сега логото е цело црно. Затоа што мора да почнеме со црно на бело и бело на црно. Толку. Мангуплукото е сега. Почеток и крај на лого обележуваме вака. Намалуваме 0,25 до истата 25-ка. Паќаме тука. Од долната точка, значи од bottom line на типографија до насмевката, правиме една површина, една димензија. Ова ќе биде, технички кажано, 1x. Значи оваа големина, ако внатре направиме квадратче, ова означува 1x. Еве го. И тоа ни е у моментов законот. Значи сега сме на 8x на целото лого. Да видиме дали сме барем два пати поголеми. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, скоро. Значи имаме 8 висина и 29 ширина. Рулов трц, најмалце значи 1:3 да биде, постои. Така да сега сме на прав пат. Следни чекори. Ги групираме овие заедно. Вака иде сега, значи. Логото од bottom line-от на типографијата иде 3x надолу. Осмехот е на пола, така ќе му дојде. Осмехот е скоро на пола измеѓу вториот и третиот. Така да, за да имаме баланс во универзумот, него слободно може да го качиме погоре, затоа што овој простор не е вишок, а со истото тоа како што го правиме, значи како што го качуваме осмехот нагоре, го качуваме и слоганот да биде во таа некоја линија. Нели, ради насмевката ние измисливме долна линија. Сега на нас логото ни е поставено во еден грид, кој што, еве со црвено ќе го обележам, нашето лого се наоѓа тука. Овие делови кои што ги ставив од страна, вишокот, тоа се вика Safe Zone. Поточно, значи Safe Zone служи како мерка за тоа колку близко сме било кој друг објект или лого или што и да е да му се приближи на нашето лого. Ние имаме 8 на 29 и што значи ние веќе имаме едно лого спремно. Ама, еве тоа што го приметив и тоа што ме нервира у моментов, а претежно не ме нервира, зошто тука нема space. За да има space, иако ќе биде Fox Space или лажен Space, што би се рекло у дизајнерски свет, види колку си дојде тачно кај што треба. Дури и знаков у моментов ми смета, ама ми смета. И ќе го трнам, не сакам да стои таму, и еве го фреш. Пази, све си дојде на место. It all comes together. Еве вака за споредба. Не променивме ништо драстично, а изгледа многу поубаво. Така да, за деталната разработка на лого, мислам дека сме
е окей. И сега пред да почнеме со правење презентација, прво нешто што правиш е тестираш позитив, негатив. Црно на бело, бело на црно, го гледаш логото какво е, така? Фаќа око, не ти фаќа око. Следен чекор, Scaling Visibility, 500 пиксела. Правиш 500 пиксела. Ова ги направив од претходно за да не те деранжирам и да те замарам за џабе. Да си ги спакуваш едно со друго да бидат на иста висина, вака ги селектираш чангара, ова правиш исто тука чангара. Еве ти го овој слайд. На 100 пиксела, само добро, ја имам проблем со очите, убаво гледам, ама на 100 пиксела, на 100% на 100 пиксела, логанот баш и не се чита. Ама на 100 пиксела и 24 пиксела висина, не ни треба да се чита. Треба да ги дефинираме и боите. Ете ги така, ја ги ставив претходно со други бои, ама не ми се свиѓа така да кидат со овие бои. На светла позадина, значи, личи супер. На црна позадина е леле колку е добро. На зелена позадина изгледа окей. Помаранџестата малце ме плаши и за крај мислам дека нема да има никаков проблем. Добро, малце, ама на овие едноставно ќе ги користиме у бела боја. Или у црна, Cracker Barrel малце. Ама тоа кој што кажав е отом потом. Ова е само првично тестирање да видиш да не си заебал многу работа пред да почнеш да правиш презентација за клиент. Зашто стигнавме до делот че да тестираме пошироката употреба на логото. Што значи тоа? Тоа значи дека како викаше Дреплин, логото најмалку во неговата кариера како лого ќе го гледаш на обична бела или обична црна позадина, значи најмалку. Затоа секогаш треба да мислиш пошироко, поотворено со главата. Како ќе биде кесата за давање на чијата, здравите сокови, како ќе изгледа чашата, дали ќе се прават јогуртчиња, вакви мали пакувани. Она што го зборев уште од мудбордот, сакам ова да го пробам да го направам, да видам, да му предложам на клиентот оние 20% над тие 100% што му ги даваме секогаш. Еве вака може да изгледа џусот твој. Еве ни е работната површина, ќе ја ставам зелена. И сега ќе пробам, значи ќе тестирам прво со насмевката, нели? Затоа што таа ни е клучниот играч во работата. Малце на Амазон личи да го ебам, ама не е тоа. Нема врска со Амазон, да се разјасниме. Сега ако го донесеме ова тука, ова не ни треба. Значи правиме. Гледа сега, пак тука е таа креативноста што се мери кај нас, како креативци. Можеш да намалиш, одма да истестираш, па ставаме ова тука, на втората, па иде тука. Да им направам align, distribution да биде исти. Ќе ги покријам со маска само да видам мизерија, врска нема. Поентата е што повеќе да тестираш. Колку повеќе тестираш, толку повеќе имаш повеќе сенс за стварите што ги правиш. Еве, не знам, сега ми дојде глупа идеја. Не знам, ова да вика have a lovely jubbly day. И сега ако ќе го направиме вака на средина, па да речеме и тоа ќе го ставиме со кај ми еве карактера? Еве, гледаш, значи, можеш да смислиш све. Седур истото си сигурна дека може да се испринта. Ева, lovely jubbly, гледаш како изгледа одма, значи тука се покажува. И не е добро. Затоа влагаме пак во дизајн, не е Smart Object. Не вака, значи сега ќе тестираме, ќе иде со зелено, со портокалово, да ги задржиме боите. Овие се разликуваат од овие, ме сваќаш и тоа ме нервира, ама многу ме нервира во моментов. Дали да го пробам вака. Пак боите се различни, тоа е, сам за тоа е мокап да го ебам. Ме сваќаш што кажу, измисли ствари кои што ќе ти го обогатат целиот дизајн на тебе, значи ќе ти го поддржат логото, клиентот ќе види дека може да направи 300 чуда со тоа
лого и понатака да работи. Значи секогаш овие ти се више тестирање ги пробуваш само за презентација да видиш како ќе изгледа, да знаеш што поише да му дадеш на клиентот. И евентуално клиентот ќе ти каже: "Ао, браво сине, ова баш убаво изгледа" и ќе бидеш најсреќен дизајнер на свет. Еве сега правиме ова. Ова исто, ова отприлика отствари многу добра вежба ако правиш кога правиш мокапи, кога измислуваш бренд девајси за брендовите што сакаш да ги работиш и сите тие ствари. Ова е многу добра вежба, баш она како ќе му дојде ученичка. Знаеш, мислам, ова не се никакви финални дизајни кои што нели клиентот ќе каже ова не, ова да. Ова е само го правиш на добра волја за да го продадеш производот како производ, гледаш. Нешто се дешаваат интересни ствари, пак сейф. И тоа го правиш и со сите останати продукти кои што постојат тука. Се овие се стајани чисто ради реда. Ја ќе ги допрам сигурно овие, да не се сватиме погрешно, и веќе во наредна епизода, во презентација епизодата, ќе бидат сите спремни како дизајни и ќе се работи на уште повеќе нови дизајни кои што ќе бидат во таа презентација. Тоа ќе биде отприлика таа ќе биде последна епизода во врска со лого, значи како се прави презентација и како се презентира пред самиот клиент. Се надевам ти беше интересно, ако не ти е интересно пиши коментар, ако ти е интересно пак пиши коментар, лайк, шер, сабскрайб, знаеш како иде тоа и се гледаме наредно видео. Чао!